Американските бомбардери полетаа од Британија, но пред да стасаат до целта, Америка и Иран се договорија за двонеделно примирје. Место бомбардирање во Иран се случи бомбардирање со позитивни вести на светските берзи. Цената на нафтата се доближува до $90 за барел, што представува драстичен пад на цената од над 14%. И додека цената на нафтата паѓа, берзанските индекси растат, а набрзо почна да расте и оптимизмот. Јапонската берза денот го почна со тргување и раст на индексот за 6%, а останатите берзи имаат раст меѓу 2 и 4% поени, поради позитивните сигнали од Блискиот Исток. Инвеститорите и понатаму бараат стабилност и продолжуваат да купуваат злато, со што цената на благородниот метал порасна за 2% и е на највисоко ниво по претходниот рекорд од 19 март. Договорот за примирје вели дека Ормудскиот теснец ќе остане отворен, но низ него ќе можат дневно да поминуваат 10 до 15 бродови, или околу 10% од пред војната помеѓу Израел и САД против Иран. Компаниите кои ќе пловат низ теснецот ќе треба да платат бродарина на Иран и Оман, а Америка ќе ги ослободи заробените ирански средства. Во меѓувреме Иран го испрати и планот од 10 точки. Таму предлага $2 милиони по брод кој ќе минува низ Ормудскиот теснец. Парите од бродарината ќе ги дели со Оман. Иран побара и гаранција за траен мир, а во предлогот ветува дека ќе обезбеди безбеден премин низ теснецот. Прекинот на огнот со прифаќање на општите принципи што ги сакаше Иран е плод на крвта на нашиот голем маченички лидер Хамнеи и постигнување на присуството на сите луѓе на лице место. Од денес па натаму ние ќе останеме заедно, без разлика дали е во областа на дипломатијата, дали е во областа на одбраната, дали е на улица, дали е во арена на обезбедување услуги. Американскиот подпредседател Джей Ди Венс пред студентите на Унгарскиот универзитет во Будимпешта рече дека очекува сериозност од Иран во намерите за примирје. Ако иранците се спремни со добра намера да соработуваат со нас, мислам дека можеме да постигнеме договор. Ако сакаат да лажат, ако сакаат да измамат, нема да бидат среќни. Во меѓувреме, Израел продолжи со напади врз Либан, бидејќи според нив во договорот за примирје не е впишана оваа земја од Блискиот Исток. Израел ја поддржува одлуката на Америка за примирје, но условите за Иран мора да бидат итно отворање на Ормудскиот теснец, прекин на сите напади врз САД, Израел и земите од регионот. Двонеделниот прекин на огнот не го вклучува Либан, стои во соопштението издадено од израелската влада. Европската унија го поздрави примирието меѓу САД и Иран. Го поздравувам двонеделното примирие за кое САД и Иран се согласија синоќа. Тоа носи многу потребна деескалација. Му благодарам на Пакистан за неговото посредништво. Во петок ќе треба да започнат преговорите за ставање крај на војната и конечен договор кој ќе треба да обезбеди мир на Блискиот Исток.